Почитувани представници на медиумите, ви благодарам што се денеска со нас. Почитувани граѓани, заврши чинот на примопредавање на премиерскиот кабинет. Разговаравме со техничкиот премиер во заминување господинот Емил Димитриев. Бев запознат за сите неопходни детали кои што треба да ги знаеме уште денеска согласно целиот протокол, како што тоа го пропишуваат уредбите. Нормално бев информиран за салите за состаноци, за помошните простори, за сето она кое што значат работен амбиент на премиерот. Бев запознат за состојбата во државата, секако таа не е сјајна, но не е ни драматична, така беше пренесено, ние кога ќе направиме увидите веднаш ќе соопштиме на граѓаните, но драго ми е што по еден ваков пријателски начин се направи примопредавањето, кое што испраќа исто така позитивна порака за граѓаните дека без разлика на политичките околности, нашите политички позиции испротиставени некогаш со политичките опоненти, сепак на сите ни е јасно дека ќе си требаме еден со друг, ако не друго заради граѓаните, заради државата, заради реформите и за сето она што е интерес на сите. Така да уште еднаш честитки до цела Македонија за новата влада. Господ да ни дава памет на нас политичарите, мудро да водиме исклучиво во интерес на граѓаните и Господ да ни ја чува Македонија. Побаравте од Зврлевски да си поднесе оставка од функцијата, има ли нешто ново околу тоа? Јас немам информација, се обидов на најкуртуазен начин. Редот е владата дава предлог до собранието за разрешување и владата дава предлог до собранието за именување. Мислам дека ваквите процеси треба да ги образуваме. Денеска е почетокот на реформите во Македонија. И навистина една од најсериозните реформи ќе биде реформата во правосудството. Наши аспирации се експертски луѓе кои што треба навистина уште од самиот почеток, не заради нас и нашите очи и начини на видување, туку заради очите и начинот на видување од страна на граѓаните, ќе вгнездуваат професионалност, непристрасност, политичка неповрзаност и слично, кое што исто така составен дел на реформскиот процес, а не е преточен преку нормативи законски или правни. Односот на луѓето, поставеноста, ќе ја зацврстат независноста на многу институции. Дали ќе отстраните оградата покрај владата? Јас уште денеска ќе дадам насока да се отворат портите. Веднаш владата мора да биде отворена. Верувам дека постојат процедури, законски нормативи. Ја негувам отвореноста на владата. Владата мора да биде достапна до вас, новинарите, до граѓаните. Таа е влада на сите. Јас имам честа да ја водам и одговорноста секако, но владата мора да биде отворена. Секако согласно она како законски се презимаат ваквите дејствија, така и ќе се отвара и целата влада, и владиниот кабинет и сето она што значи институциите на државата. Како ќе постапувате со директорот за јавна безбедност, доколку се знае дека според законот, доколку е директорот во пауза или во одмор, не може влада да именува и разрешува нов директор. Чавкове во моментот во годишен одмор, како ќе постапувате? Мислам дека постојат законски решенија на оваа работа. Знам дека разрешување и именување на директор се врши по предлог на министер од страна на влада. Така да ќе почитуваме процедурите, како е законски, така ќе постапуваме, но нашата намера е да се превземе власта, заради тоа што мора да се гарантира прво и безбедноста, но и иднината на сите граѓани. Има сомнение дека пред малку во Министерството за здравство имаше атентат врз екс-министерот Никола Димитров и канцелар Тодоров. Како ја коментирате ова? Јас го осудувам ваквиот начин, не ги знам деталите. Оливер Спасовски ме информираше дека се работи за некое физичко лице кое што директно со пиштол посегнало. Не знаеме детали околу самиот настан, но го осудувам целосно начинот, како да го кажам со други зборови, недозволивото нешто дури да се помисли, а не па да се изврши ваква работа. Драго ми е што е безбеден и сигурен поранешниот министер Никола Тодоров, заради тоа што ние сме луѓе, треба да си помагаме, не треба да испраќаме никакви лоши пораки и навистина, освен сериозна осуда и не дај Боже да се повтори никому, ништо друго не би посакувале. Утрева бевте кај председателот Иванов исто така. Што се случуваше таму? Имавте ли препораки од него, можеби насоки? Ево вака заедно, јас во присуство на целиот владин кабинет со господинот Иванов констатиравме потреба од соработка. Јас знам дека ќе ми треба соработка со председателот на државата, истовремено и тој неговиот кабинет знае дека ќе треба соработка со владата, заради тоа што
постоиме, ги извршуваме функциите во интерес на граѓаните и на државата. Искрено се надевам на соработка, ќе направиме се оваа соработка да биде на највисоко можно ниво, заради тоа што од ваквата соработка интерес имаат граѓаните. Ако нема соработката, на крајот тоа ќе учествуваат и граѓаните. Јас сум за соработка со сите, како што гледате и опозицијата ја повикав на соработка. Верувам дека на Македонија треба оптимизам и требаат позитивни пораки за да тргне процесот кој што ќе донесе живот за сите. Дали ќе го проверите кабинетот, дали има уреди за прислушување, бидејќи седнувате во кабинет во кој што бевте снимани слушани? Веројатно службите ќе си постапат за да ја осигурат професионалноста на функционирањето на председателот на владата на Република Македонија, како и на сите други простори во кои што функционираме и работиме. Имам намера да бидам комплетно транспарентен, немам што да кријам, но секако ова е приватна просторија, меѓу другото покрај професионална, каде што верувам дека не би требало да постојат вакви работи, иако минатото покажа дека се е можно во Република Македонија. Службите ќе си постапат, верувам дека ќе ги проверат самите простории во кои што функционираме и работиме, за да бидеме секако и безбедни, а и да биде соодветно онака што е пропишено по закон. Најавивте повеќе приоритети во работата на новата влада која вие ќе ја предводите. Што ќе биде првата работа или како влегавте во премиерскиот кабинет на која ќе се обрзете да работите? На првиот работен ден. Денеска е за мене првиот работен ден, а нашиот парламент кој што е над владата носи една убава одлука, се укинува законот, се укинува екстерното тестирање преку измена на 3 законски решенија. Тоа се однесува најмногу на дечињата кои што се нашата иднина и надеж и нешто за кое што сите живееме, буквално, но заедно со нив траумите беа присутни кај нивните родители и кај наставниците и верувам дека еден ваков нов почеток е убав кога се работи за нешто добро и за дечињата. Не се откажуваме од корективите и проверките на образованието и образовниот процес. Секако најавивме дека тоа ќе го направиме преку мотивации, преку наградувања, а не со закани и казнувања, но верувам дека ова одличен сигнал. Со барањето јавно на оставка од господинот Марко Зврлевски за мене почнаа реформите во правосудството. И навистина сите реформи ќе бидат нашиот приоритет. Паралелно со реформите ќе работиме со комплетен приоритет на унапредување на економскиот квалитет на животот на граѓаните. Јас верувам дека во Македонија може економски многу поубаво, пострекно и поберикетно и перспективно да се живее, ќе работиме со полна парија во тој правец, за да на крајот, како што рековме, овозможиме живот во Македонија за сите. Президенте, дали планирате да се вселите во резиденцијата на Водно? Јас за време на викендот ќе отворам дебатата во моето семејство со моите деца, кои што едниот е веќе, керка ми е тинејџер, синот е 13 години, тие сакат Струмица. Тоа е едно наше убаво место во нашата Македонија. Ќе сакам да ги почитувам и нив и јас верувам дека 150 км нема да бидат пречка да покажеме пред цела Македонија дека не само што може некој од внатрешноста да стане премиер, туку може и да функционира живеејќи во внатрешноста како премиер. Ми ветија веројатно дека ќе доаѓаат за време на викенд кога не се на училиште овде. Нема да спијам повеќе во партијата, јас и сино ќе спијам во партијата. Веројатно ќе ја користам тоа што е предвидено по закон, што следува на премиерот, тоа е вилата на премиерот или куќата, не знам за што точно се работи, заради тоа што според мене ова е овозможено, меѓу другото, за да паднат одлуки тамо за време на вечера, да добиеме некои придобивки од пријателите, како Европска унија и НАТО, и верувам дека сето она што системот го има усмислено, треба да биде со редот на работите и така поставен. Но имам намера да бидам и татко, и родител, и пријател, и другар. Ние 24/7 нема да работиме. Ќе бидеме и родители, ќе бидеме и пријатели, ќе бидеме обични луѓе, заради тоа што верувам дека и како таков им требам на граѓаните на Македонија. Дали ја проверивте државната каса, дали тоа ќе го направите наскоро и дали транспарентно и јавно ќе објавите каква е моменталната состојба со неа? Министерот за финансии Драган Тевдовски веќе ги почна активностите околу оваа работа. Јас само споделив тоа што Емил Димитриев го пренесе, дека состојбата е стабилна на буџетот, дека не е нешто блескава, ама не е ни драматична, што сериозно ме успокојува малку заради тоа што знаете дека на крајот на денот од парите зависи се. Парите се за граѓаните. Јас верувам дека ако некое домакинство треба да штеди за да возможи за децата и за еднината, државата е успешна ако пласира повеќе пари. Ако пушти повеќе пари во оптек, и тоа е незината успешност, ама за да пуштите треба да имате пари,
Треба да ги собереме парите на даночните обврзници, онака како што тоа законот го пропишува. Ние најавивме дека ќе ги растретиме од овие притисоци, закани и уцени, но менаџментот со државната каса навистина носи среќа, носи здравје, носи образование, носи полиција, одбрана, безбедност за граѓаните и верувам дека менаџментот со финансиите досега за мене во животот не бил проблем, водејќи општината и други функции, верувам дека успешно ќе менаџираме и со финансиските средства на државата.